Добро, господин Ангелов, дојдовте овде и на овој пожар кој што се појави на Милци овде на граничниот премин Богородица. Каква е состојбата во Зимјева со пожарите? За овој пожар конкретно ќе ви објасни градоначалникот. На ниво на држава имаме повеќе активни пожари, од кои што неколку се многу сериозни. Еден од сериозните беше овој, но благодарение на градоначалникот, благодарение на локалната самоуправа и на крај и на армискиот хеликоптер успеавме да го ставиме под целосна контрола. Ние се трудиме да бидеме крајно рационални со малкуте ресурси кои што ги имаме. Хеликоптерот откако го изгасна овој пожар, значи само оној клучниот дел, веднаш го упативме кон Кочани, каде што состојбата е се уште сериозна. Еден крак од пожарот повторно се расшири, но мислам дека во наредниот час и таму ќе воспоставиме контрола. Моментално имаме исто ситуација во Берово, каде што исто така бесне еден силен пожар. Се извинувам, добив порака, морам да координирам додека ги давам овие изјави. Пехчево, Делчево исто имаме сериозен пожар. Во Старо Нагоричани исто така пожарот е масивен и во овој момент таму действува еден хеликоптер на армијата. Очекуваме во секој момент да полетат и хеликоптерите кои што од Србија пристигнаа во Македонија. Се работи за 3 хеликоптери кои што ќе гаснат и еден извидница. Колку хеликоптери армиски се вклучени во борбата со пожарите во нашава земја? Ако еден овде и го испратите во Кочани, еден Старо Нагоричани, дали тоа значи само 2 хеликоптера во моментов помага преку угаснењето на пожарите или имаме повеќе? За жал токму така, во овој момент имаме 2 армиски хеликоптери кои што можат да гаснат пожари и затоа крајно рационално се трудиме да ги користиме, односно ги шетаме од едно на друго место, онаму каде што е неопходно, а по потреба доколку процениме ги пуштаме двата да действуваат на исто место и воедно во секој момент треба да почнат да действуваат 3 хеликоптери од Србија. Благодарам.